ВМРО ДПМН за вечерва закажа состанок на најтесното партиско раководство по одлуката на Таравари да ја напушти владината коалиција. Пред седиштето е Маја Стојановска. Маја, дали може да се очекува да биде избран наследникот на Таравари во владата? Тања, за околу 1 час се очекува да започне седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, која што ќе се одржи овде во просториите на партиското седиште. И ако станува збор за редовна седница, оно што се очекува вечерва да се разговара овде е напуштањето на Арбен Таравари како министер за здравство и на неговите пратеници од неговото крило од Алијанса за албанците, што нели беше и официјално потврдено вчера по состанокот на партијата во Тетово. Она што засега го кажа од ВМРО ДПМН, односно што го демантира, е тоа дека се разговарало за било каква промена на министерства и ресори во владата, односно за тоа кој би бил евентуален наследник на Арбен Таравари. Таа дискусија нели секако се очекува да започне токму овде вечерва и да се развива во периодот што следи. Оно што исто така го кажа од ВМРО ДПМН е тоа дека тие на некој начин се изненадени од вчерашната изјава на Таравари, односно дека тој постојано активно учествувал во оние нели редовни владини состаноци и разговарал за актуелните политички прашања, но никогаш не ја споменал својата загриженост околу законот за јазиците, како и околу евроинтегративниот пат на земјата. Тука предлагам да го слушнеме ставот од ВМРО ДПМН. На тие состаноци господинот Таравари никогаш не разговарал за законот за јазици, никогаш не разговарал за законско регулирање на балансерот, не зборувал ниту некогаш некој го слушнал да зборува за ЕУ интеграциите, дека се блокирани поради наследениот спор со Бугарија, создаден токму од оние во чии преградки тој сега оди, но знаеме дека се интересирал за концесионерот за паркинзи на клиничкиот центар Ѓока, затоа што е исфрлен од игра. Живо се интересирал за господинот Артан Груби, за господинот Зоран Заев и за нивните бизниси и важни прашања за Демократската унија за интеграција. Маја, како гледа дел од политичките аналитичари на ваквиот тек на настаните и како излегувањето на Таравари според нив може да се одрази на политичката ситуација? Да, Тања, според делот аналитичарите во периодот кој што следи нема да има поголем потрес во владината коалиција. Благојче Атанасовски смета дека со оглед на тоа што крилото од Алијанса на албанците на Арбен Таравари брои само 5 пратеника, нивното напуштање од владата нема да придонесе кон некаква нестабилност од владината коалиција, но тој смета дека со самото тоа што сега дека е отворено нели позицијата како министер за здравство која што напушти Арбен Таравари, тоа може да донесе кон нов распоред на политичките сили од албанскиот блок, а со тоа и некаква мини реконструкција во владата. Тука предлагам да го слушнеме. Едноставно нема да има голем потрес во владината коалиција, бидејќи без тие 5 пратеници од Алијансата за албанците на Арбен Таравари нема да има драстично намалување на бројот на пратеници од 78 на 73, тоа е стабилно мнозинство. Тој аспект мислам дека не може да се предизвика некој потрес на политичката сцена, но со излегувањето на Таравари од владата и од ВЛЕН, коалицијата и пременувањето во опозиција, дефинитивно имаме нов политички распоред на силите во така наречениот етничко-албански политички блок во пресред на локалните избори. Тука веќе политичките карти ќе се замешаат и ќе биде многу интересно да се следи каков ќе биде изборниот резултат токму во средините каде што албанците доминираат и ги даваат своите градоначалници. Ќе видиме дали Арбен Таравари ќе настапи самостојно или ќе оди во коалиција со ДУИ. Сето тоа сега е во доменот на шпекулациите и ќе видиме Министерството за здравство кое веќе го отстапува Арбен Таравари со одење во опозиција, дали ќе припадне на ВМРО ДПМН или на партнерите од ВЛЕН коалицијата кои го зема фактички ова Министерство за здравство и му припадна на Арбен Таравари и ќе видиме дали тоа ќе биде еден вид на лакмус тест за некаква мини реконструкција на владата, бидејќи де факто веќе ќе имаме прва промена на министер од стапувањето на сила на ова власт после изборите на 8 мај минатата година. Така како што кажав и на самиот почеток, седницата се очекува да започне за околу 1 час, но што засега го имаме како информација дека по нејзиното завршување нема да има изјави за медиумите, но ќе следи партиско соопштение во кое нели секако ќе биде образложено за се што се зборувало овде, но ние секако остануваме овде пред партиското седиште на ВМРО ДПМН, нови детали доколку ги има најавувам во следното информативно издание. Маја, ти благодарам за сите информации од таму.